Доаѓаат во Гевгелиско-Дојранскиот регион преку дивите премини. Зелените појаси сведочат за илјадици лица кои годишно успеваат да ја минат македонско-грчката граница, со надеж дека истото ќе им успее уште неколку пати, се додека не стигнат во Западна Европа. По неколкудневно чекање и обиди да поминат на македонска територија, овие млади пакистанци полицијата ги фатила со криумчарот што ги превезувал. Сега се во транзитниот центар Винојук и чекаат да заврши истражната постапка. How many days do you travel from Pakistan? Pakistan, maybe 2 month travel to walk. Okay, no taxi. How much money do you spend from Pakistan? $5,000 to Pakistan to Ilada, Greece. Understand? So $1,000 Greece to Serbia. Understand? Who promised you that you can go to Europe and for how much money? Europe, Pakistan, very problem. No work, no money, very problem. I am no Pakistan, I am in Jammu Kashmir. After Pakistan to after Iran to after Turkey to after Greece to after Macedonia, Serbia, go to Italy. Do you have some problems with the people? Did they took your money and go away? Do you have some situation like that? My situation very dangerous. Understand? Very dangerous. Very problem. No money, no food, no home. Pakistan, Jammu Kashmir, very fight. Understand? Boom. Every day boom. My brother, 2 brother, death, boom. So I am, my mother, father, mother speak that you are go to out country. Greece to Italy are going to expenditure $3,000 roundabout expenditure. From Pakistan to Italy, maybe 6,000 euros? 6,500 euros. Yes. Who gives you those money? Some my family member, rich man, who pay loan, and I am rich in Italy and earning and pay back. Додека сме во Винојук, пристигнува нова група од 20 лица фатени во обид за нерегуларен премин на границата. Исплашени се, збунети, но и нерасположени за разговор. Бројот на лица кои што престојуваат во кампот постојано се менува, но дури ни за време на пандемијата и зимските месеци, тој речиси никогаш не останува празен. Во моментов има 35 мигранти. Тие се претежно од повеќе земји, ги има од Мароко, ги има од Сирија, ги има од Авганистан, ги има од Еритреја. Така да таа бројка е менлива на секојдневна основа, зависи со тоа какви им се нивните потреби во моментот кога ќе бидат фатени на зелената граница. Тука се дојдени, ги сместуваме ако имат потреба од здравствена потреба, храна, лекови, така нешто. Отприлика тоа е во моментов состојбата во транзитниот центар Винојук. Патот за да се стигне до Куманово последниве 2 години води низ струмичките села. Жителите на подбеласичките населени места сведочат дека мигрантите се секојдневна слика. Научиле да не се зачудуваат од посети во нивните дворови во доцните нокни часови, затоа што луѓето најчесто бараат вода или информации. На импровизираниот пазар во Банско, освен за актуелните проблеми со цените на зеленчукот, се спорува и за најновите информации поврзани со мигранти. Мештаните споделуваат податоци каде сретнале групи и што се случувало. Пато имат се они нивни, јас не ме интересира таа работа, имат се водачи и полиците и прата, фајки си ги. Кој ќе се свати, ќе се одговара. Колку време ги гледате? Од кога ги гледате? Сте среќавале? Сега не сум ги стратнавам, ланска година полов, нон-стоп. Горе низ Беласица, да кажем, из планината. Сега само чујак нетника свидоци сванали полиси 30 души. Слично е и во блиското село Свидовица.
Жителите имаат многу приказни за криумчарењето на мигранти. Засега не се забележани инциденти. Селото Свидовица, кое што е сместено во подножјето на планината Беласица, е местото каде што откако ќе се симнат од планинските патеки, мигрантите и бегалците се организираат со патнички или товарни возила и продолжуваат кон северната граница. Ако се прашувате како се снаоѓаат мигрантите и криумчарите по планинските беспаќа, одговорот е дека постои развоен систем од меѓународна и локална поддршка, но кои се лицата вклучени, никој не коментира. Пред година и половина во една опсежна полициска акција се уапсија жители од околината на Богданци, Гевгелија и Куманово вклучени во криумчарењето на мигранти. Но и двајца полицајци кои со информации за полициските патроли го помагале нелегалниот транспорт низ државата. Додека да дојдат тие комбијата, полицијата, у двора беа, дојдеа после ги товарија. Споделија ли нешто, кажуваат ли нешто, се успевате ли да ги разберете? Ама не можеме да се разбереме. Друг јазик. Не можеме да се Каде разбереме. биле, спомнуваат ли? Епа, од Сирија, как се вика, Сирија или. И од таа се дека има војна, што знам, не знам, баш. Кога најмногу ги има? Се ова лето пак ги има ново. До селот имаше снег горе, немаше и толку, ама ја биде 2-3 групи па стегнуват, на кај Банско стегнуват, тука стегнуват, на кај Муртино. На таа страна стегнуват. Сега они идат од кај Грција. А има главни пат што воде, камиони што возат и по главниот пат вртат на нашата страна. Кукваш се вика место. Има там горе една ширина, тамо се збират, па од там надоле стегнуват. Ама има се белеци има. Најломи врзени, некои партали, има нишан. А не знам дали ги водат или сами ли си идат, не знам. Токму затворањето на Балканската бегалска рута во 2016 година создаде услови бизнисот со криумчарење да цвета. Од Интернационалната организација за миграција велат дека со зголемени гранични контроли, мигрантите кои сметаат дека не можат да ги преминат границите на легален начин, користат услуги за премин на границите на нерегуларен начин од криумчари на мигранти. Од причина што фасилитирањето на ирегуларната миграција, тоест криумчарењето на мигранти е пазарно ориентиран криминал, тоест поголема побарувачка за оваа, ајде така ќе наречам услуга, носи зголемени цени на истата. Во поскоро време мигрантите изјавуваат дека плаќаат помеѓу 6 и 8.000 евра за патување од Турција до земјите од западен ЕУ како финална дестинација. Најпрво сакам да нагласам дека мигрантите можат да бидат изложени и на трговија со луѓе и на криумчарење. Например, многу тргувани лица го започнуваат своето патување како криумчарени мигранти, договарајќи се со поединец или со група да им помогне во ирегуларното движење, а за возврат нели исплаќаат одредена сума. Во класична ситуација на криумчарење на мигранти, односот промеѓу криумчарот и мигрантот е доброволен, краткорочен и завршува по пристигнување на лицето во земјата на дестинација. Меѓутоа, тоа што неретко се случува е дека во текот на криумчарењето мигрантите и бегалците се во ризик или се изложени на експлоатативни практики, тоест на трговија со луѓе со цел сексуална, трудова експлоатација и така натаму. Во контекст на вашето прашање би потенцирале дека е потребно континуирано унапредување на соработката помеѓу земјите низ кои поминуваат мигрантите и бегалците, да се откријат и да се процесираат организаторите, тоест сторителите на кривичното дело, како и да се обезбеди идентификација и заштита на жртвите. Во кампот Винојук, како и на Табановце, се уште има голем број организации кои што нудат најразлична помош и поддршка на лицата кои што доаѓаат пред да бидат вратени од земјата од која што дошле, најчесто Грција. Тие се соочуваат со секакви предизвици, особено во овој пандемиски период. Не може туку така лесно да се спречи миграцијата. Што повеќе огради ставаме, тоа значи дека им отвараме работа многу повеќе на криумчарите.
Имаме криумчари кои што да речеме добро се завршуваат работата, имаат врски и конекции, ги знаат патиштата и така натаму, но има и лажни криумчари кои што само ќе ги донесат до Гевгелија, до некои од околните села во Јужна Македонија, или ќе стигнат да речеме до Велес и ќе ги остават, ќе кажат сега сте во Србија, и луѓето остануваат ни таму ни ваму. Потоа имаме луѓе кои што на тој пат ќе ги пресретнат, ќе ги ограбат, ќе ги степаат, често пати и такво нешто се случува, и тогаш ние мора да ги заштитиме и да ги ставиме во транзитните центри, каде што престојуваат додека не се одлучи за нивното барање за азил, доколку бараат азил, или пак често пати бараат да бидат вратени во Грција во смисла да направат рекламација на платените услуги на криумчарите, зашто не успеале да поминат. Таа бројка е голема, значи не зборуваме дека ако Европа ги затворила границите дека луѓето не поминуваат. Напротив, во изминативе години имаме бројки на обиди за премин кои што се регистрирани на наша територија, кои што достигаат до 20.000. Замислете 20.000 обиди кои што ги спречила полицијата. А колку тоа луѓе поминале без да ги спречи полицијата? Колку луѓе биле жртва на трговија на луѓе? Колку луѓе биле жртва на криминалци, дали локални, дали од страна на криумчарите? Самите криумчари некојаш се локалци, некојаш се странски државјани кои што оперираат под некоја сенка, невидливи се за законот, за нас како организации. Миграцијата засилува како што надоаѓа летото. Ноќите се потопли, тајните патишта лесно проодни. Институциите предупредуваат дека ќе има засилени обиди за нерегуларни премини, но не прецизираат дали се точни најавите за нов мигрантски бран. Нивните информации биле од тајна природа. Па јас се надевам дека нема да дојде до таков бран, како што некој најавува. Дел од овие информации се строго доверливи, не можам да ги споделам со јавноста, но како и да е, постои можност од раздвижување на мигрантите, бидејќи олабувањето на ковид мерките ќе овозможи проток на луѓе преку границите. Нормално дека самата имунизација, односно вакцинацијата, но и појавата на колективниот имунитет ќе направат ковидот полека да слабее во наредните месеци, а со тоа ќе се отвори можност за раздвижување на мигрантите. Кризната состојба на јужната и северната граница е продолжена. Војската патрулира долж граничната линија. Колкумина успеваат да ги поминат патролите низ тајните и легални премини на македонско-грчката граница. За колку од нив овој пат е виза до посрекна иднина во Западна Европа, а за колкумина се претворило во кошмарно патување. Официјалните податоци на полицијата регистрираат од 3 до 7.000 обиди за илегална миграција во период од 3 месеци изминатите 3 години. Но реалната бројка најверојатно е неколкукратно поголема, со оглед дека постојат најмалку десетици различни точки по кои се одвива рутата низ македонските локални патишта. Специфично во периодот јануари-март 2020 година, за разлика од претходната година и оваа, речиси двојно повеќе обиди за нерегуларен премин на границата. Во Германија, една од посакуваните дестинации за бегалците и мигрантите, во 2020 година имало околу 103.000 барања за азил, што е помалку од 2019, кога се поднесени околу 142.000 барања за азил. Токму високиот број барања го поставува прашањето дали балканската бегалска рута навистина престана да функционира.